Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство, во кое што јас ги презентирам содржините на авторката Шефалица Бари од книгата, најновата книга на нејзина, Родителска карта. И оваа книга во суштина представува еден стручен родителски водич за оние родители кои што сакаат свесно да родителствуваат со своите деца. Кога станува збор за содржината на ова видео, ова видео во суштина представува продолжение од 11-тиот чекор. Значи денес ќе зборуваме за практичните вежби од 11-тиот чекор, кој што Шефали го нарекла активирајте го вашето трето проникливо јас. И овде, кога станува за практичните вежби, за да дојдеме да го активираме третото проникливо јас кај нас, навистина, таа вели дека е потребно родителите да бидат многу трпеливи, значи постојано наблюдување на себе и да го вежбаат тоа постојано. И да во оваа содржина од практичните вежби има нацртано во својата книга еден графикон во кој што ги прикажува сите три селфа: внатрешното дете, измамничкото его и третото проникливо јас наспроти петте его маски. И при тоа пишува во книгата дека кога гласот на проникливото јас, на третото проникливо јас, значи не е нешто кое што е стриктен глас, туку не постојат правила за него. Значи, родителот треба да искористи својата креативност, да искористи својата флексибилност, може да си даде афирмации кон себе, например, ти си сакана, ти си достојна, ти си вреден, ти си важен и така натаму, а исто така за да може да се убеди честопати и нашето внатрешно его до место да се самоприфаќање, можеме и да користиме реченици, например, како запамти, твојата вредност не доаѓа од твојот внатрешен свет, значи тој е битен, а не е битна, не се битни твоите достигнувања. Или пак можеме да цртаме, можеме да пишуваме стихови, можеме да правиме музика, значи да пишуваме песна и така натаму, нешто кое што ќе го потсети внатрешното дете дека е видено, дека е потврдено. Значи гласот на внатрешното трето проникливо јас е толку го негува внатрешното дете кое што му возможува да може, значи да си ја види својата суштина, да се поврзе со својата ранливост и секогаш кога родителот се поврзува со својата ранливост, кога се соочува со своите болки и страдања, тогаш тој доаѓа до својата есенција и најубавите дела тогаш излегуваат најчесто од него, најубавите стихови, најубавите песни, најубавите слики, уметнички и така натаму. Значи, најубавата креативност излегува на виделина. Значи, кога ние не сме реактивни, ние сме во состојба на мир, состојба сме на спокојство и ова е нешто кое што ни го пренесува нашето трето проникливо јас. И токму поради тоа Шефали во овој чекор објаснува дека навистина за да можеме да дојдеме до тоа потребно е кога ги правиме вежбите, цело време да се наблюдуваме, цело време во текот на денот да бидеме поврзани со себе, да можеме да се прилагодуваме на нашето тело, што е она што го чувствува нашето тело, да ги видиме емотивните пораки кои што ни ги праќа нашето тело, за да можеме да ги оствариме тие чекори, значи да паузираме и да избереме едни нови насоки. Кога се смируваме, значи влегуваме во една нова состојба, во насока да каде што преку својата смиреност ние почнуваме внатрешно да го прошируваме нашиот свет. Значи од свет на загриженост, на исплашен внатрешен свет, значи ние го прошируваме тој свет во еден сосем нов свет. Свет кој што
поради нашата внатрешна зголемена просторност, кај нас се јавува една одговорност, едно чувство за овластеност, дека ние треба да го оставиме настрана нашето его, нашите егоични реакции, да ги тргнеме настране и да се подредиме, да можеме да се подредиме со вистинското дете кое што ќе биде пред нас. И во таа насока Шефали, значи, ја прикажала својата табела. И јас ја нацртав нејзината табела, значи некоја верзија дадов. Моја верзија, меѓутоа ја нацртав, бидејќи беше во книгата објасната, не успеав да ја испечатам. Во овие редови, овде, прикажани се 5 емоционални маски, емотивни маски, значи маската на борец, на поправач, на маска на родител кој што бара внимание, на стаписаност и овде на напуштање. А овде, значи, се 3 селфа на родителот, внатрешното дете, измамното его и проникливото јас. И сега за секоја его маска, овде се представени гласовите на овие 3 селфа. Значи, кај его маската на борец, значи сите имаат различен начин, на различни гласови. Значи, овде кај его маската на борец, гласот на внатрешното дете е дека е губитник. Измамното его, гласот на измамното его е дека, што вели, јас ќе те поправам преку конфликт. Гласот на проникливото јас, значи на третото, проникливо јас е кој што му се обраќа на внатрешното дете, значи исклучиво му се обраќа на внатрешното дете овој глас, што му вели, ти си исплашен, ти си надвор од контрола, не постои вистински страв. Во суштина, стравот не постои, ти си го замислуваш затоа што си надвор од контрола. Сега, кај втората маска, его маска на поправувач, гласот на внатрешното дете е не сум сакан, дека не сум сакан. Гласот на измамното его е дека ќе те одоброволам, ќе ти дадам одобрение. А гласот на проникливото јас, кој што му се обраќа на внатрешното дете е дека ти си исплашен, сакаш се да поправаш. Но нема што да се поправа во суштина. Значи, нема што да се поправа. Кај третата его маска, значи его маската на барање на внимание, кај што родителот бара внимание, гласот на внатрешното дете е не припаѓам. Гласот на измамното его е ќе направам да ме сакаш. И гласот на проникливото јас, кој што му се упатува на внатрешното дете, дека ти си исплашен, сакаш сите да те сакаат, ти си сакан или ти си сакана каква што си. Значи, нема потреба да бараш сите да те сакаат, затоа што ти си сакан како што си. Кај его маската на стаписаност, или freezer на англиски, внатрешното дете, гласот на внатрешното дете дека не сум доволно добар. Гласот на измамното его е ќе те игнорирам, а гласот на проникливото јас е дека ти си исплашен, сакаш да игнорираш се, но што вели? Нема потреба се да игнорираш, нема потреба да игнорираш. И последната его маска на напуштање, што вели? Гласот на внатрешното дете дека не сум вреден. На измамното его ќе те напуштам.
а гласот на третото проникли во јас, како му се обраќа на внатрешното дете. Исплашен си. Сакаш се да напуштиш. Обиди се да останеш. Обиди се да останеш. Значи, кога навистина ќе разбереме дека е потребно да можеме ние да се погледнеме внатре во себе, тек тогаш ние ќе можеме да искреираме ефект на позитивни промени кај себе и кој што ќе може да ни возможат ние да не го слушаме повеќе, значи да го напуштиме нашето его и да го напуштиме тој дисфункционален циклус кој што се случува помеѓу нас и прво помеѓу нас, помеѓу нашите три селфа, а потоа и со нашето вистинско дете во процесот на родителствувањето. И вели, овие се следните чекори, ни покажува неколку чекори, значи како практични вежби кои што треба да ги направиме ние за да можеме да направиме еден прекин на тие образци дисфункционални. Првиот, и тие се прикажани повторно преку нејзини илустрации. Во првата илустрација што можеме да видиме? Значи, овде во оваа илустрација во суштина гледаме едно типично сценарио помеѓу родителот и детето, каде што детето кажува, еве овде нешто, овде велите мразам, поради што родителот се вознемирува, се чувствува дека не го почитува, значи не е почитуван како родител и тој реагира на вообичаениот начин преку своето его преку својата его маска која што носи. Овде гледаме дека значи родителот е многу лут, гневен, таа е емотивната особина на его маската на борец. И овде е само прикажана преку дадено е пример само преку оваа его маска. И во овој случај што прави родителот? Родителот упорно реагира наместо да го прекине циклусот. Да ја прекине динамиката помеѓу родителот и детето. И кога тоа не го прави, врската помеѓу родителот и детето, значи станува токсична, станува дисфункционална. Егото што му вели на родителот? Ти си на внатрешното на детето. Ти си грешно. Значи ти не си во право. Ти си лошо дете. Поради тоа јас треба да те казнам. Значи ова е вистинското дете, ова е односот меѓу вистинското дете и родителот. Така му се обраќа родителот на детето кога ја носи оваа его маска. Значи останува во една состојба каде што продолжува дисфункционалниот циклус. Меѓутоа третиот чекор што е? За да не се случи тоа, за да го прекине со ножицата овде циклусот, дадене, за да се прекине овој циклус, вториот чекор е родителот погледнува во себе. Значи мора тој, наместо да реагира, треба да погледне, да се сврти кон својата внатрешност, кон својот внатрешен свет и да види што се случува. Овој облак овде е во суштина, значи се свртува кон внатрешното дете, го гледа, што вели внатрешното, го слуша внатрешното дете. Значи, за да ги прекине токсичните образци, како родители, ние основно е да се поврземе со внатрешното дете, во секој од нас кој што го имаме и кој што сака да го активира нашето его. И овде што можеме да видиме? Родителот е овде смирен, не е изфрустриран повеќе на сликата, затоа што преку оваа свесност овде, значи тој кога се сака да го слуша, тој во суштина паузира овде и го слуша внатрешното дете што му вели. Внатрешното дете му вели, јас сум исплашен. И се чувствувам како никој ништо. Без контрола. Значи губитник сум, како што во претходната табела имаше напишано. И понатаму во следниот чекор, во чекорот број 3, имаме друга илустрација, која што ја даваше Фали во книгата. И значи овде родителот е доволно свесен
да му го даде оно кое што му е потребно на внатрешното дете, за да може да се исцели, затоа што го слуша. Значи, овде сега детето веќе родителот, значи му го дава она што е потребно преку тоа проникливо трето јас, за да се чувствува згрижено детето. Значи, за повторно да не го повикува егото да го заштити, родителот решава, значи, преку слушање на внатрешното дете да му го даде она кое што му е потребно. Му вели, јас те разбирам, јас ќе се погрижам за тебе, за да можеш ти да ми дозволиш да се поврзам со детето пред себе. Значи, овде и се јавува една нова свесност кај родителот, дека навистина треба да направи, еве овие се ножиците, прекин на дисфункционалниот образец. Понатаму четврта слика. Четвртата слика е сега со четвртиот чекор, значи преку оваа илустрација. Значи, овде родителот се подредува со вистинското дете. Значи, еднаш кога родителот ќе го смири внатрешното дете, му рече предходно дека те разбирам, тој е спремен да му помогне на вистинското дете за да може да се излечи. Ова дете кое што пред него, значи детето се уште гледаме дека тоа е во состојба, во почетното состојба во која што беше. Меѓутоа родителот овде на внатрешното дете што му вели? Те гледам, те слушам, те разбирам. И веќе родителот овде го прекинува тој циклус и почнува да се поврзува со вистинското дете. Почнува да се подредува со вистинското дете. И ова, верувајте родители, на вистина единствениот пат за да можеме ние како родители да дојдеме до поврзаност помеѓу нас и нашето вистинско дете. Затоа што и родителот и детето во суштина бараат, значи есенцијата на врската помеѓу родителот и детето е поврзување. Значи природно е родителот да се поврзе со своето дете. И после одиме кон чекорот број 5, последниот чекор, каде што овде е крајната врска која што треба да се јави прво кај родителот со внатрешното дете, значи ова срце е крајната врска која што треба да се случи. Што му вели? Сега овде, бидејќи детето се чувствува згрижено, видено е, разбрано е, негувано е, откако преку третото проникливо јас, детето веќе, внатрешното дете што му вели? Ти благодарам за разбирањето. Значи во суштина се јавуваат кај нас внатре чувства на благодарност за начинот на кој што почнуваме ние да ги напуштаме нашите стравови и да влеземе во една состојба на љубов, во една состојба на смиреност, во една состојба на згриженост, во една состојба на благодарност. Значи, динамиката потполно се променува. Еве гледаме, синџирот е веќе скршен. И родителот овде, значи, е во преградка, не само внатре со себе, преградка е значи има љубов за себе. Кога има љубов за себе, тој може да има љубов за своето дете. Значи, ова внатрешна преградка ја рефлектира внатре која што му е, самиот со себе си, ја рефлектира со своето вистинско дете пред себе. Значи, тој тогаш може да му даде вистинската љубов, она што на вистина му треба на детето. И таа вели, им предлага на родителите, вели, родители, погледнете ја оваа илустрација, погледнете ја и видете самите што чувствувате. Абсорбирајте ја оваа слика. И дозволете си да можете да ја замислите оваа врска за себе и за вашите деца. Навистина, родителството не е лесна работа. Зошто? Затоа што ние не само како родители што треба да се ослободиме од внатрешните стравови, туку исто така ние
кога ќе се ослободиме од нив, значи треба да одиме во насока да всадиме нови, сосема нови гласови кои што ќе бидат по целосна спротивност од тие гласови кои што ни даваа страв, кои што ни овозможуваат да ја одржиме таа болка во нас од нашето детство. Значи, овие се сосема нови гласови кои што не носат во една нова реалност, во една повисока свесност, во една духовно поврзување со самите себе си, и тоа, значи, се пренесува и во односот со нашите деца. Буквално, ние треба, како родители, да научиме еден нов јазик. И ова често е, кога зборуваме за третото, проникливо јас, кај родителите му станува, се бунат родителите, многу се збунети заради начинот на кој што ние треба кон себе си да се однесуваме, дека така треба да зборуваме, внесува една доза на непријатност према нас, меѓутоа таа им вели на родителите, значи таа го искусувала тоа со голем број на родители низ незината пракса, меѓутоа таа вели бидете трпеливи. Навистина мора да бидете трпеливи во однос на тоа, затоа што и да си дозволите да останете со тие во почеток како непријатни чувства, за да можете да протече, значи, вашата вистинската љубов низ вашето тело. И да можете да ја задржите таа ваша внатрешна љубовна преградка со вас самите. Да разберете дека навистина сте тука и дека ги имате овие чувства во себе. И дека е природно дека е тоа нешто ново за вас. Затоа што не сте ги имале до тогаш. Но не значи дека не треба да ги имате. Само забележете колку е исцелително третото проникливо јас. И ако дојдете до оваа фаза, таа вели, треба навистина да си аплаудирате. Еден голем аплауз за вас. Да си дадете сами на себе. Меѓутоа треба да знаете дека оваа внатрешна работа не завршува тука. Во суштина, внатрешната работа на родителот е цел живот, затоа што нашата цел како родители не е да стигнеме до одредена свесност, значи до одредена дестинација, туку во суштина, која е целта на свесното родителствување? Ние да можеме да ја одржиме таа љубов за нашите деца. Затоа што кога имаме љубов за себе, гледаме како ние зрачиме, како се јавува една светлина во нашата душа, една убавина во нашата душа. И тоа е целта на свесното родителствување, одржување на таа светлина, затоа што низ целиот наш живот, во односот со децата, во односот со себе, ние ќе имаме предизвици. Меѓутоа, кога се освестуваме, ние учиме, секој ден се градиме како издржливи родители, како свесни родители, зголемуваме свесноста и се повеќе и повеќе во новите ситуации кои што се јавуваат пред нас, ние успеваме да ја зголемуваме нашата свесност, да се надградуваме постојано, да ја одржуваме таа наша светлина. Со цел да бидеме се поцеловити и се поцеловити. Затоа што кога одиме по патот на целовитоста, значи и текако ние разбираме што значи да може родителот да направи разлика во врската со своите деца. Значи, што значи родителот да стане свесен за својата внатрешна динамика и да може да ги смирува внатрешните стравови кои што се јавуваат во него, и со тоа значи, смирување, постојано смирување на внатрешните гласови, тој се повеќе и повеќе се менува. Значи, ја одржува
трансформација која што се јавува кај него во насока на тоа постојано да биде родител кој што ќе биде поврзен и свесен со своето дете. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.